Во денешната проповед за цементирани христијани повеќе има, за жал, негативен контекст. Под зацементирани христијани овде мислам христијани кои што не растат духовно. Христијани кои што си остануваат зацементирани на едно исто ниво на духовна состојба и кај нив не постои духовен растеж. Си остануваат цел живот исти. И низ Библијата можеме да најдеме и други, можеби, форми или фрази кои што се користат за ваквата состојба на христијани, но во секој случај тоа е состојбата. Например, Јуда во 1 глава ги нарекува безводни облаци и бесплодни дрва. Тој вели тоа се луѓе кои што не даваат плод. Исус во книгата Откровение во 3 глава ги нарекува млаки христијани. Тој им се обраќа и вели не си ни студен ни жежок. Христијани кои што се задоволуваат со некаква просечност. Апостол Павле пак ги нарекува духовни бебиња. Ако читаме во 1 Коринтијаните 3 глава, вели со млекове напоив, затоа што не сте спремни и се уште не сте спремни, вели, за тврда храна. И слично нешто ќе видиме во посланието до евреите во 5 глава, и токму ќе го прочитаме тој текст сега, каде што писателот во сличен контекст ги представува овие христијани како духовни бебиња. И еве што ни се кажува овде во 5 глава од 11 до 14 стих. Вели вака: за ова би имале многу да зборуваме, но вам ви е тешко да се кажува. Или во еден друг текст вели: вас ви е мрзливо да слушате, бидејќи тешко сваќате. Зашто иако според годините веќе требаше да бидете учители, вие се уште имате потреба некој да ве учи кои се првите начела на Словото Божјо. И дојдовте до таква состојба што имате потреба од млеко, а не од тврда храна. И секој што се храни со млеко е невешт во словото на правдата, бидејќи се уште дете. А тврдата храна е за зрелите, кои благодарејќи на науката имаат чувство и се научени да разликуваат добро од зло. Во динамичен превод може би уште појасно е напишано, и овој ќе прочитам овде дел од текстот. Вели: толку многу работи имаме да зборуваме, но ви се чини дека слушањето тешко ви паѓа и слабо разбирате. Вие веќе долго време сте христијани и досега требаше веќе да подучувате други луѓе. Но наместо тоа се уште треба некој вас да ве учи на првите лекции од Божјата порака. Вие се уште сте како бебиња кои што може да пијат само млеко и не можат да јадат тврда храна. Еве овде уште појасно ни е кажано. Павле за ваквите христијани вели: досега требаше да сте пораснале духовно. Но вели вие се уште сте како бебиња, се уште сте научени само на млеко. И ова е таа состојба на зацементирани христијани кои што се на едно исто ниво. Тие кога дошле во црквата, кога поверувале можели пред 10 години, биле на тоа ниво, но после 10 години, ако погледнете, тие се уште не се пораснале. Павле вели: се уште сте истите, се уште сте бебиња и уште треба човек со млеко да ве храни. Се разбира, овде Павле не мисли во буквална смисла, но тој го споредува духовниот растеж со растежот на едно бебе. Ние очекуваме, нели, едно бебе после одредено време да порасне. Вчера се сретнав со едни пријатели на кои што им се беше родило бебе пред 4,5 месеци и тие веќе раскажуваат онака со радост кои промени веќе ги има. Тие велат: веќе почнува да гука, кажува нешто. Велат: веќе може да стои на ножињата, веќе се смее. И тие со радост ја кажуваат секоја мала промена, секое подобрување, секој растеж на тоа бебе. Но замислете што би се случило ако после 10 години ги сретнете и тоа се уште е бебе. Замислете, после 10 години тоа се уште е тако малечко. Ако после 10 години се уште не знае да зборува, после 10 години се уште не може да стои на нози. Какво би било тоа бебе? После 10 години, ако треба се уште да го храните со лажичка.
тогаш не би биле срекни, нели? Затоа што ние очекуваме природно бебето да расте. И затоа Павле овде упатува една критика, ги укорува дури на некаков начин за да ги посрами, вели, вие сте бебиња се уште. Се уште после толку години останувате на исто ниво. И прашањето зошто некои христијани не растат духовно? Која е причината што некои христијани после долги години тие остануваат на истото духовно ниво, остануваат зацементирани во својот духовен растеж? Денеска ќе разгледаме 4 причини зошто некои христијани не растат духовно, зошто остануваат зацементирани. И првата причина затоа што тие така одлучиле. Да, многу христијани за жал се задоволуваат со нивната духовна состојба. Ним оваа состојба им е доволна. Тие се срекни со нивното просечно или подпросечно христијанство. Тие велат, мене вака ми е добро. Одлучиле дека најмногу што можат да дадат во нивниот христијански живот еднаш неделно да доваѓаат на црква. И тие велат, толку мене ми одговара. Па некојаш дури и помалку од еднаш неделно. Одлучиле дека тие немаат потреба да доваѓаат на молитвени состаноци. Знам христијани кои што откако поверувале од пред 10 години до сега, нито еднаш нема дојдено на молитвен состанок. Зошто? Затоа што тој одлучил да не доаѓа. Знаете, да не дојдеш на молитвен состанок еднаш во месецот, јас ќе кажам добро му искрснало нешто. Да не дојдеш еднаш во 6 месеци, ќе кажам можеби тој човек е зафатен. Да не дојдеш еднаш во годината, ќе кажам добро овој човек оваа година нешто навистина е оптеретен. Но да не дојдеш 10 години на молитвен состанок, тоа значи дека така си одлучил. Тогаш веќе нема изговор, тогаш не е затоа што не можеш да дојдеш, бидејќи истиот ти, ако те повикаат на свадба, ќе најдеш време. Истиот ти, ако те повикаат да излезеш со другарите на кафе, ќе најдеш време. Истиот ти, ако се случи нешто, ќе оставиш се и ќе отидеш. Но 10 години ти да не се појавиш на молитва, тоа значи дека така си одлучил. И затоа велам, има христијани кои што не растат духовно затоа што така одлучиле. Тие одлучиле дека толку се спремни да дадат за Господа од своето време, толку се спремни да жртвуваат за својот духовен растеж и на нив тоа им е доволно. Тие велат, јас сум задоволен со моето просечно христијанство. Одлучиле дека немат потреба од повеќе. И тоа е во сите аспекти. Па дури и во давањето. Има христијани кои што пред 10 години давале 10 денари и сега после 10 години тие повторно даваат само 10 години, иако можеби платата им се зголемила 10 пати, 20 пати. И тие христијани одлучиле, јас толку ќе давам, од 10 денари повеќе јас не давам. Абе, лото нека му се падне, 10.000, не знам, евра нека му се паднат, тој следната недела пак ќе даде 10 денари. Зошто? Тој си принципиелен. Зацементиран христијанин. Неговиот став е зацементиран, тој не мрда од тоа и готово. Неговата одлука на давање е таа. Тој одлучил дека од тука повеќе тој нема да допринесува. Неговата одлука за давање на своето време за Господ е таа. Тој одлучил дека од еднаш неделно на богослужба повеќе нема да вложува. Нема што јас да одам на молитвени состаноци, на машки, на женски состаноци, па не знам, или да помагам од црквата. Мене до тука ми е доволно да вложувам за Господа. Случајно или не, баш пред неколку дена разговарав со еден човек кој што кажува дека во нивното здружение за лица со посебни потреби, дошла некоја жена и рекла, јас сакам да станам член на вашето здружение, да се зачленам, бидејќи разбрав дека ако сум член ќе имам одредени привилегии и сакам да ги знам привилегиите. И тие и кажале што привилегии ќе има, и жената била онака задоволна, но и кажале исто така и какви активности има во здружението. И знаете што рекла жената? Таа рекла, не. Јас сакам да бидам член за да ги добивам сите привилегии. Се што ми следува, сакам да го добивам. Попусти, бесплатни нешта, патувања, сакам се да што ми следува. Ама рекла, неќам да ме вклучувате во никакви активности. Не ме викајте ни за состаноци,
ни за спортови, за ништо друго. Не ќам во ништо да учествувам, ги сакам само привилегиите. Така да не ми досадувајте со другите работи. Сега може би звучи смешно, ама ставот на оваа жена многу ме потсеќа на овие христијани, кои што се сметаат за христијани, се дел од црквата, ама тие не се спремни да направат ништо повеќе. Тие имат еден зацементиран став дека моето христијанство е до тука, само ќе си доаѓам у недела на црква, ќе си седнам на столчето и немојте повеќе ништо. Немојте ни да ме скорнувате, ниту да одговарам, ниту сакам да излевам напред да зборувам, ниту да ме вклучувате во чистење, ниту да доаѓам на молитвени состаноци, ништо повеќе. Моето христијанство е до тука. Ова се зацементирани христијани. И знаете, најжално е што тие не растат затоа што одлучиле дека толку им е доволно. Овде не случајно стави слика на човек кој што има избор помеѓу клучот или слободата, или само да си земе лепче и да се нахрани. Многу одлучуваат ова другото. Тие немат потреба од нешто повеќе. Тие им е удобно дури и тука во затворот само да има лепче. Тука тоа им е доволно. Не стремат кон нешто повеќе. Одлучиле дека нивното христијанство е доволно. Иако веројатно можат да направат повеќе. Ајде да видиме која е втората причина зашто некои христијани остануваат зацементирани и не растат духовно. Втората причина е затоа што духовниот растеж подразбира жртвување, посветеност и инвестирање. Ние сите сме свесни дека за да растеш духовно треба да инвестираш и да жртвуваш во твојот духовен живот. Ако сакаш да растеш духовно, тогаш не е доволно само еднаш неделно да дојдеш на богослужба. Тогаш ќе се очекува од тебе да доаѓаш и на молитва. Ако сакаш да растеш духовно, треба да стануваш наутро и да се молиш. Ако сакаш да растеш духовно, треба редовно да читаш од Библијата. Ако сакаш да растеш духовно, треба да правиш многу други работи. И многу христијани не се подготвени на жртва. Тие велат, ако тоа е цената да растам духовно, тогаш ќе се задоволам само да си седам у недела на столчето. И затоа, сваќајќи дека тоа подразбира жртва, тие остануваат на едно исто ниво на духовност. Затоа писателот до евреите, ако читаме во 11 глава, вели, станавте мрзливи за слушање, или вас ви е дури тешко и да слушате, вели писател до евреите. Замислете, Павле препознал, или писател до евреите препознал дека овие христијани се мрзливи и не се подготвени да направат напор за да пораснат духовно. Ако ние сме мрзливи дури и да слушаме, па што кога треба да направиме нешто повеќе, замислите. Секој духовен растеж подразбира жртва, подразбира напор, подразбира посветеност. Ако сакаш да напредуваш и не само духовно во било што, подразбира посветеност. Сакам да со вас денеска споделам пример од едно момче кој што некој од вас и лично го знаете. Имам зборуван за него и порано, неговото име е Огнен Стефановски. Овој млад човек е всушност наш брат во Христа. Тој е исто така верник, син на еден наш пријател и брат од Скопје. И интересното за него е дека ово наше момче од Македонија всушност е врвен спортист, атлетичар, кој што секој месец руши рекорди. Тој е македонскиот супермен, ако може така да го кажеме. И ако ја следите неговата кариера, ќе откриете дека тој секој месец неговите постигнувања се подобри од претходните. Тој учествува во нешто што во спортот се нарекува седмобој, кој што вклучува 7 дисциплини. Тука имате скок во далечина, скок во височина, скок со стап, фрлање, ѓуле, спринт, други некои работи. И во сите тие постигнува врвни резултати. Она во кое што може би најдобро до сега се покажал е скок со стап. И ќе ви ги покажам неговите резултати, како тој напредува од кога започнал со нив. Во 2024 тој неговиот скок кој што го постигнал најдобар резултат бил 3 метри височина, скок со стап. Во истата година тој постигнува нов рекорд, 3,65 метри
височина. Потоа продолжува од 2025 постигнува рекорд негов личен, но исто така го руши и македонскиот рекорд со тоа што постигнува висина од 4,05 метри. И тука не застанува. Во 2026 значи тој ја подига повторно висината или препреката, тој прави нов рекорд од 4 метри и 10. И сега скоро во Словенија постигна уште еден рекорд во 2026 на 4,20 метри. Ова се неговите постигнувања. Сега кога гледаме како тој постојано ја зголемува висината, постојано напредува во неговите рекорди и ги руши неговите претходни достигнувања, ќе се запрашате како му успева тоа? Ќе ви кажам како, преку спиење. Од сабајле до вечер спие, си лежи и кога ќе излезе на теренот, ќе се залета, ќе скокне и оп! Срекичка. Некако му оди, среќен му е денот. И јас и Јовче се шегуваме, но вие знаете дека така не може, нели? Не можеш цел ден да си спиеш и на крајот да постигнеш резултати. Знаете ли како ги постигнува резултатите? Со тоа што напорно вежба. Напорно вежба. Тој жртвува од своето време, станува рано и секој ден е на тренинзи. Тој инвестира, посветен е на тоа нешто. Ти не можеш да постигнеш вакви резултати и да надминуваш рекорди ако само си лежиш по цел ден. Па дури и не можеш ако само еднаш во неделата излежиш и си истрчаш. Не можеш да кажеш, добро де, шо мора секој ден? Ќе истрчам еден час, пола час, таму и готово. Еве шо ми фале, млад сум, силен сум, ќе го направам. Но не може така. Ние сме свесни за тоа нешто и тој не се задоволува со просечното. Не вели доволно ми е да тука, како што зборувавме за првата група христијани кои што се задоволуваат со просечно. Тој вели не, го постигнав овој рекорд, супер, го победив дури и македонскиот рекорд, но сакам уште подобро. И тој тренира и вежба и прави затоа што сака да се види следниот месец на подобро ниво. Сака да се види подобар од претходното. И затоа тој инвестира и жртвува од своето време и прави се што може за да биде подобар од претходниот месец. Прашањето е дали ние така размислуваме за нашиот духовен живот. Дали јас размислувам, сакам денеска да сум подобар од тоа што бев вчера. Сакам утре во мојот духовен растеж да сум подобар од тоа што сум денеска. Ако сакаш да бидеш подобар, ако сакаш духовно да растеш и Павле да не те нарекува духовно бебе, во тој случај треба да инвестираш во твојот духовен растеж. Во тој случај не треба да се задоволуваш со тоа што ќе кажеш, па добро да шо ми фале, јас редовно одам на црква. Добро тоа што редовно одеш на црква беше успех пред 10 години. Ама сега после 10 години ти само одиш и седиш на црковното столче, сега веќе не е напредок. После 10 години од тебе се очекува, можеби некојаш да излезеш и нешто да кажеш. После 10 години се очекува да дојдеш, можеби да кажеш, пасторе, може ли нешто да помогнам во црквата? После 10 години се очекува ти да напредуваш во нешто. Затоа, ако пред 10 години било напредок што доаѓаш редовно на црква, сега веќе не е. Сега веќе би требало да ја подигнеш препреката или граничникот на повисоко ниво. Ако си скокал 2 метри пред 10 години, сега веќе можеш да скокнеш и 3 метри. Прашањето е дали си спремен да жртвуваш, дали си спремен да инвестираш во твојот духовен растеж. Ако го погледнеме Исус и неговите следбеници, ќе видиме дека дури и во следбеништвото имаше различни категории на луѓе што го следеа. Имаше толпа која што го следеше Исус и читаме за неа во Јован 6 глава 26 стих, таму пишува дека многумина го следеа Исус. Но тие што го следеа Исус во главном беа повремено, кога ќе се собера Исус, кога ќе се појавеше на некој настан, и тие го следеа од корист или заради атракција или љубопитство. Целата толпа е таму, ајде дојдам и јас да видам што се случува. Бил туку учителот Исус, нешто зборува, може некој чудо ќе направи, нешто интересно, некој трик, па да видиме. Имаше и друга група која што го следеа Исус, а тоа беа 70 ученици. Овие не беа само наблюдувачи, туку беа ученици кои што му служеа на Исус. Во Лука 10 глава пишува дека нив ги испрати двајца по двајца да одат
и да го споделуваат Евангелието. Но имаше и една друга група, уште повеќе посветена, кои што беа со него секој ден и заедно со него поднесуваа се. Тоа беа 12 ученици или 12 апостоли. Тие му беа лојални на Исус, постојано секој ден и правеа се што тој им каже. А имаше и пета група, за која што читам исто така во Евангелијата, која што се состоеше само од 3 ученици. Тие беа најблиски до Исус. Тоа беа Петар, Јован и Јаков. Тие имаа можност да го видат Исус на гората, како се тој трансформираше и како целиот заблеска во неговата слава. Сега со некои од овие ученици тој ги споделуваше духовните тајни. Се сеќавате во една прилика кога Исус зборуваше за параболите и другите не можеа да разберат, и потоа тој им ги објасни на учениците. Тој рече: јас со вас ги споделувам овие тајни, кои што другите не ги знаат. И прашањето е, кога треба да се себе си прииспитаме или да се процениме во која категорија сакаме да бидеме, прашањето е во која категорија си ти сега. Најчесто ние сакаме да бидеме во категоријата на оние што се блиски до Исус. Оние на кои што Исус им ги откриваше дури и најдлабоките духовни тајни. Ние сакаме да сме може и во категоријата на оние тројца кои што ја видоа и Христовата слава на гората на преображението. И јас сакам да сум помеѓу нив. Но прашањето е дали си подготвен да инвестираш во твојот духовен живот. Бидејќи овие ученици кои што беа блиски со Исус, тие беа секој ден со Исус. Секој ден поминуваа време со него. Тие одеа таму каде што тој одеше. Секој ден беа на располагање на Исус. Тие правеа што тој ќе им кажеше. Дали си подготвен на една таква жртва, на една таква посветеност? Доколку сакаш да ја имаш близината со Исус, тогаш од тебе се очекува да жртвуваш во твојот духовен живот. Затоа во оваа категорија, или втората причина зошто некои христијани не растат духовно и остануваат зацементирани е затоа што не се подготвени на жртви и на посветеност во нивниот живот. Тие знаат дека тоа кошта, дека тоа ти чини и тие велат: не, фала, и си останам на ова ниво. Најде да погледнеме која е третата причина. Третата причина е затоа што стравот ги држи многу христијани да не растат. Има еден текст кој што се наоѓа во Откровение 21 глава 8 стих, каде што е наброено кои се оние кои што нема да влезат во небесното царство, кои што ќе завршат во огненото езеро. И ако читате, ќе видите дека помеѓу сите овие работи кои што се наброени, сите овие други работи некако ни стојат природни да стојат овде, но првата особина или првите луѓе некако ни е чудно зошто тие стојат тука. Но видите што пишува, вели: а на страшливците, на неверниците, на гнасните, на убијците, на блудниците, на вражалците, на идолопоклониците и на оние што лажат, нивниот дел им е во огненото езеро, кој што гори со оган и сулфур. Овде се наброени многу луѓе за кај кои што гревот е очигледен. Оние што лажат, блудници, прелюбодејци, вражалци, идолопоклоници, тие ќе завршат во огненото езеро. Но кои се првите наброени овде? Страшливците. На страшливците, вели, делот или местото им е во огненото езеро. Неодамна го слушав еден мој колега проповедник, Небојша Джурич, некој од вас го знаете од Пула, од Хрватска, и тој вели: сите ние се фокусираме на овие другите, но никој не зборува за страшливците. Зошто страшливците ќе завршат во огненото езеро? И овде под страшливци не се мисли на тоа кога ненадејно нешто ќе не исплаши. Не знам, чекориш и наеднаш и некој ќе излезе, и ти вуп, леле ме исплаши. Нема ти да завршиш во небото, ти се одиш во огненото езеро. Не се мисли на таков вид страв, кога некој ќе те исплаши, или можеби страв во смисла доаѓа војна, нели, и ние се плашиме како ли ќе се
преживее, што ли ќе донесе ова војна. Овде под страшлив се мисли на христијани кои што дозволуваат стравот да биде посилен во нив за тие да не му бидат верни на Христос. Заради стравот од луѓето или стравот од она што може да дојде во нивниот живот, тие се откажуваат од Христос. Овде се мисли на таков вид страв. Страв кој што постојано не гуши и не ограничува да не правиме чекори на вера. Не е ова обичен емоционален страв, туку страв кој што не ти дозволува да земеш храбар чекор, да ризикуваш заради Христос. Страв кој што не ти дозволува духовно да растеш. И за жал, од оваа причина има многу верници кои што остануваат духовно зацементирани и не мрднуваат од место. Тие дозволуваат стравот да ги парализира и заради стравот не се спремни да прават чекори со кои што ќе напредуваат духовно. Знам за една жена која што беше повеќе години во верата, христијанка, крстена, дури служеше во одредена црква, омажена за исто за верник и двајцата заедно одеа на црква, но кога требаше со таа сестра да се видам, таа знаеше да ми каже, знаеш што, страв ми е да ме видат со тебе, за луѓето да не ми зборат нешто. Затоа што после може да некои пријатели се откажат од мене, па да ми префрлат, може роднините да ми зборат, затоа подобро да не видат заедно. Знаат дека ти си пастор на црква, јас дури ја канев оваа личност да дојде и на богослужба, не, вика, јас не сакам да дојдам таму, ти може некој да ме види и ми е страв. Замислете, оваа личност со години е верник, но се плашеше кога ќе дојде во Неготино, да дојде на црква за да не дознаат можеби незините, да не дознаат незините пријатели, па за да не загуби некои блиски пријатели заради тоа нешто, или да не и префрлаат. Жално е кога стравот ќе не парализира до таа мера што ние не сме спремни слободно да покажеме дека сме Христови следбеници и дека сме Божии деца. Ако стравот тебе не ти дозволува да ти живееш слободно за Христос, тогаш ти не можеш и духовно да растеш. И тогаш ти спаѓаш во оваа категорија за кој што во Откровението Јован вели страшливците, тие кои што се плашат да отворено ја покажат својата вера, кои што се плашат отворено да покажат дека се Христови, тие вели ќе завршат во огненото езеро. Има некои луѓе кои што цел живот се плашат на некого да посведочат за Христос. Бидејќи се плашат како ќе ме разбере. Леле, а што нели ако ми се смеат? Што ако не знам добро да кажам? Некои луѓе се плашат од таа причина да служат или да проповедат. Некои луѓе се плашат дури и не дават десеток, бидејќи се плашат што ако дадам десеток во црквата, а после тој месец нема да преживеам. Што ако немам доволно, како да дадам? Заради страв ние не сме спремни да служиме во многу сфери на Господ. Не сме спремни да се дадеме себе си целосно, бидејќи се плашиме да се препуштиме на Господ. Има во книгата Езекил 47 глава, има еден текст во кој што Бог му дава визија на Езекил и тој гледа како вода извира од домот Божи. И интересното е тоа што оваа визија има одредена символика и одредена преносна порака. Во визијата Езекил гледа како вода излегува од вратата на домот и вели, ете, водата извираше од прагот. И Бог му кажа на Езекил да измери 1000 стапки далечина. И вели, јас мерев, одев понатаму и кога стигнав до таму, водата ми беше до глуждовите. И Бог пак ми рече, измери сега уште 1000 стапки. Езекил изодил 1000 стапки понатаму и вели, пак измерив и водата ми беше до колена. Се уште плитко, нели? И Бог бара од Езекил да продолжи да чекори. Уште 1000 стапки. Вели, сега измерив и водата ми беше до појасот. И кога следниот пат измерил,
Вели, веќе водата беше толку длабока што не можеше да се стои, мораше да се плива. Ова веќе била голема длабочина. Тука веќе не можеш да стоиш, туку веќе ако сакаш да продолжиш натам, мораш да пливаш. Интересното е за оваа вода или овие води се кажува дека овие води што извираат од домот Божи, секаде каде што се движеат донесуваа живот. И вели таму кога нешто ќе влезеше во овие води стануваше живо. Околу водите вели се цветаше и донесуваше плодови. Јасно беше дека овие води се води на животот и дека е благослов да си во овие води. И овие води символично ја покажуваат и нашата посветеност или предаденост на Бог. Можеш да си до глуждовите во овие води и ќе бидеш благословен во одредена мера, но прашањето е дали ќе се задоволиш со тоа да си во глуждовите. Ако има таква духовна вода, ние би рекле, Господи, јас би сакал целосно сум потопен во неја. Ако тоа е вода на благословите, ако тоа е вода која што ми дава живот, кој што ми исполнува, јас сакам да одам подлабоко. Ти можеш да отидеш понатаму и водата ти биде до колена. Можеш да отидеш понатаму и водата да ти биде до појасот. Но дали си спремен да одиш уште подлабоко? Некои христијани се задоволуваат со тоа што водата им е само до глуждовите. И те велат, тука ми е арно, тука сум сигурен. И знаете ли која е причината зошто многу христијани не одат во подлабокото? Страв. Страв дека таму ќе ја изгубат контролата. Бидејќи знаете што е проблемот кога ќе отидеш во длабокото? Таму немаш контрола. Кога си во плиткото имаш контрола, имаш сигурност. Велиш, тука сум во плиткото, можам кога сакам да излезам, не, сигурен сум, не може да се удавам, ама во длабокото тие што сте влегувале во вода, знаете дека треба да се препуштиш на водата. Во длабокото има и ризик што ако се удавам, не сум спремен да одам во длабокото. И затоа многу христијани остануваат во плиткото. Тие се плашат да чекорат со Бога во длабокото. Но знаете што? Таму во длабокото се благословите. Во длабокото, кога се препушташ на Бога, таму е водата на животот. Таму ќе го имаш целото исполнување со Духот Свети. Таму ќе бидеш целосно потопен во Неговото присуство и ќе бидеш благословен. Прашањето е дали си спремен да го победиш стравот и да зачекориш во длабокото, да отидеш подлабоко. Ако не, тогаш ќе си останеш цел живот во плиткото и никогаш нема духовно да пораснеш. Ќе кажеш, тука ми е убаво, тука сум задоволен и нема потреба зошто да одам понатаму. И стигаме до четвртата причина. Четвртата причина е затоа што многу христијани не се спремни да излезат од зоната на комфорт и удобство. Павле зборуваше и писател до евреите зборуваше и читавме дека многумина си остануваат на ниво на бебиња. И вели, се уште сте како бебиња и се уште не сте зрели. Една добра работа кога си бебе е, убаво е да си бебе затоа што се другите прават за тебе, нели? Само си лежеш во тоа количката, ќе заплачеш, нели, ако ти треба нешто, оп, ја ти ја цуцлата, на ти млекото цицаш. Ако нешто друго има потреба, ќе заплачеш, ќе те пресоблечат. Се друг прави за тебе, ти само си лежиш и уживаш. Многу е убаво да си бебе. Гледа да ти е топличко, гледа да си избања, да си облечен. Се е фино. И да бидеш бебе е многу удобно. Тоа е комфорт. Ама доаѓа време кога треба, нели, да пораснеш малце и како растеш, доаѓаат и обврските. Сега веќе ќе ти кажат, оди донеси нешто, ќе ти кажат, оди фрли го ѓубрето, си шо убаво ми беше како бебе. Сега треба и обврски некој, па оди донеси дрва, па оди до продавница купи нешто. Како растеш, па ќе те терат па и да учиш, па на школа требало, па книги да учиш, па проблем. Па после како растеш уште повеќе ти викат, синко, абе ти веќе си 25 години, или треба да работиш нешто? Оди работи, дома, до кога си квакнал вака? Ќе барат од тебе и да одеш на работа. Е сега проблемот зошто некои луѓе не сакат да растат духовно е затоа што тоа ја нарушува нивната зона на комфорт. Треба да излезеш од зоната на комфорт. Вака ти е убаво, само си седиш
и си слушаш и од тебе ништо не се бара. Ти си како духовно бебе, само чекаш да те нахранат. У недела ќе си дојдеш на црква и пасторот со лажичката. Ајде ќе си апнеш и си одиш дома. Убаво така те нахраниле со лажичката, си одиш дома, ништо повеќе. Толку. Но тоа не донесува духовен растеж. Во тој случај ќе си останеш цел живот бебе. Има еден пример во Библијата, во Матеј 14 глава, од 28 стих и 29 е посебно нагласен. Тоа е случајот каде што Петар одеше по вода. Тоа е единствениот случај на човек кој што одел по вода. Сега, како се случи тоа нешто? Овде го гледаме на сликата. Всушност, учениците ги испрати Исус, тој остана да се моли на гората, ги испрати со чамец да преминат на другата страна на езерото. И езерото беше малце бурно, и насред веќе пат со чамецот Исус реши и тој да отиде кај нив одејќи по вода. Учениците го здогледаа оддалеко, ама не беа сигурни дали тоа е он, бидејќи кај се видело некој по вода да оди. И тогаш Петар рече: Учителе, ако си тоа ти, кажи ми да излезам од чамецот и да дојдам до тебе по вода. И Исус рече: дојди. И Петар тогаш направи еден храбар чекор. Излезе од чамецот и зачекори во водата. После тоа се исплаши, нели, погледа на брновите и почна да тоне, ам барем Петар направи неколку чекори одејќи по вода. Кој од нас може да се пофали за тоа? Никој. Петар го направи тоа нешто. И знаете ли зошто Петар го направи, а другите не? Бидејќи другите се чувствуваа посигурни во чамецот. На другите им беше комфортно и удобно да си останат во чамецот. Веројатно јас и ти да бе таму ќе си речеме: не, порно, тука сеј си во чамецот, не си играј играчки, глеј си работа. Седи си тука, не се глупирај, ќе си одел по вода. Ама Петар реши да излезе од зоната на удобство, од зоната на комфорт. Петар реши: ќе се пробам ќе излезам од чамецот. Може би е ризик, може би се бранови, ама не ќе да останам во зоната на комфорт. Тој излезе од чамецот и затоа зачекори одејќи по вода. Проблемот е што многумина од нас сакаме да си останеме во таа зона на комфорт. Удобно ни е. Затоа и децата денеска и во Македонија ќе наполнат 20 години, 22, 23 и уште сакат да си седат дома, па и 30 години уште не му се излегува дома, бидејќи убаво, нели, во таа зона на комфорт. Мама, како велиме, тате носи, мама меси, нели, мама ќе готви, мама ќе ме пери, мене ми е добро. И тешко е да ги натераш. Најдов на една слика ваква, вели ако кенгурите беа на Балканот, вака ќе беше пораснат кенгура и уште во торбата на мајка му или како и да е, не можеш да го натераш да излезе. Но поентата е дека духовниот растеж започнува кога ќе излезеш од зоната на комфорт. Се додека си во таа зона, ти не можеш да растеш духовно. Духовната зрелост, некој рекол, е кога ќе разбереш дека Божјата волја е поважна од твоите телесни желби и од твојата удобност. На едната страна е мојата удобност и тука ми е убаво, на другата страна е Божјата волја. Ако сакам да ја вршам Божјата волја, треба да излезам од мојата удобност. И Бог понекогаш ќе бара да го направиме ова второто, ама ние ќе си кажеме: не, Господе, вака ми е мене поудобно, подобро. Слушав пример од еден човек кој што денеска е познат проповедник, му го заборавив името, и денеска кога го слушате него се воодушевувате на неговите проповеди. И велите: овој човек надарен е за ова нешто. Господ така го употребува силно и мокно да ти е мерак да го слушате како тој проповеда. Но знаете ли како се е започнало? Овој човек кој што денеска е успешен и помазан проповедник, кога имал 18 години бил на летен камп, христијански камп за тинејџери. И таму еден ден му пришол пасторот и му рекол: сакам утре вечер ти да подготвиш порака и да проповедаш пред младите овде на кампот. Но ова нешто момчето се свртило и рекол: пасторе, бе, мене не ми е удобно, не се осеќам комфортно пред толку млади јас да зборувам. И сега вие очекувате пасторот да каже: добро, во ред, ајде, не е проблем. Шом не се осеќаш комфортно, удобно,
ништо страшно. Наместо тоа, пасторот му се свртил и рекол, па токму тоа е поентата. Ако правиш само работи во кои што се чувствуваш удобно, никош нема да пораснеш. Никош нема да ја вршиш Божјата волја. И му рекол, што мислиш, се чувствуваше ли Мојсей удобно кога Бог побара од него да отиде во Египет? Ама ако не отидеше, ќе беше ли избавен целиот израелски народ? Зар Давид се чувствуваше удобно кога испадна пред Голијат и требаше да се соочи со него? Не се чувствуваше удобно. Ама ако не излезеше, немаше да донесе победа. Или Седрах, Мисах и Абденаго се чувствували удобно кога ги фрлија во печката, во огнената печка? Не, ама тие му останаа верни на Господ. Зар на апостолите им беше удобно кога ги прогонуваа по градовите? Не им беше удобно. На сите овие луѓе не им беше удобно, ама тие решија да ја вршат Божјата волја. Затоа пасторот инсистирал кај овој човек, му рекол, јас нема да те оставам и ќе сакам ти да подготвиш проповед за следната вечер да проповедаш. И успел да го убеди, иако не се чувствувал удобно, да тој се охрабри и да излезе и да зборува. И денес овој човек е успешен проповедник, пастор на црква, затоа што тој решил да го прави и она што не му е удобно. Ќе има моменти кога Бог ќе бара од вас да направите работи кои што не ви е удобно да ги правите. Понекогаш нема да ви е удобно кога до вас во автобусот или можеби на друго место седи некоја личност и Свети Дух ќе ти зборува и ќе рече, кажи му за мене. Кажи му за Исус. И ќе си кажеш у себе, абе не ми е удобно, Господи, абе не се осеќам, срам ми е, незгодно ми е, не се осеќам комфортно. Свети Дух ќе ти каже, сакам да зборуваш. Не ми е удобно. Може би пасторот ќе рече, ајде излеземе утре и да делиме брошури или да делиме покани за некој настан. И ти кажеш, пасторе, мене не ми е удобно. Му беше ли на Мојсей удобно кога требаше да оди за Египет? Му беше ли на Давид удобно? Му беше ли удобно на Даниел кога го фрлија во јамата со лавови? Не секогаш ќе ни е удобно кога треба да му служиме на Господ, ама тоа е начинот на кој што духовно растеме. Ако се задоволуваме само со тоа што ни е удобно, ќе си останеме секогаш на исто ниво. Ако си останеме во зоната на комфорт, нема никогаш да порастеме. Ќе ви споделам уште два примера. Ова е примерот со момчето, заборавив да ви покажам слика. Не знам дали го знаете примерот со слоновите. Слоновите кога се мали во циркус, уште кога се бебиња слонови, ги врзуваат со тенко јаже. И тогаш слончето е се уште мало и не може да го скине јажето, не може да го откорне колецот. Но со текот на времето слонота расте и тој веќе добива на сила, но луѓето во циркусот се уште го врзуваат со истото јаже. И знаете што е интересно? Кога слонот ќе порасне, тој веќе има силата и е доволно голем да го скине јажето без проблем, само доволно е да ја повлече ногата. Но тој не го прави, знаете ли зошто? Затоа што тој се навикнал дека тој не може да го скине јажето. И во неговиот ум тој се уште верува дека јажето го држи него. И тој не ни пробува веќе. Тој пораснал голем слон, веќе не се ни обидува, не ни пробува и е задоволен во таа негова состојба и си останува врзан. Само ако би ја повлекол ногата, тој би се ослободил. Но причината е затоа што е задоволен во неговата состојба. Има еден друг пример за аквариум со риби. Во некој голем аквариум, во кој што ставиле риби, аквариумот го поделиле со стаклена преграда, стаклен зид. И рибите кои што се обидувале да преминат на другата страна, постојано удирале во стаклениот зид. Ќе стигне до средината, ќе удри и ќе свати дека има некаква препрека и рибата се враќа назад. После извесно време им го тргнале на рибите тој стаклен зид, таа стаклена преграда, но знаете што се случувало? Тие и понатаму пливале само до средината и назад. Иако сега веќе на располагање им била и другата половина, тие не се восползувале од слободата, од тој простор, него оделе до половина и назад. Зошто? Затоа што тие научиле дека ако продолжам натаму ќе удрам во зид и тогаш подобро да не се ни обидувам. И затоа самите се ограничиле. Проблемот е што понекогаш ние самите се ограничуваме
и не даваме Господ да ни ги даде благословите што ги има за нас, со тоа што се задоволуваме во зоната на комфорт. Остануваме во таа зона бидејќи другото бара напор. Која е причината? Може да се причините оние што ги наведов претходно, од страв, знаејќи дека другото ќе ме чини, дека треба да вложувам, дека бара жртви, но како и да е, од различни причини некои луѓе си остануваат во зоната на комфорт и до тоа ниво тие се задоволни, натам не растат. И велат, до тука, натам немам потреба јас да напредувам духовно. Сега останува последното прашање. Како да знам дали јас растам или не растам духовно? Мислам дека ако направиме едно едноставно себе испитување, ќе дојдеме многу лесно до одговорот. Запрашај се откако сум христијанин, дали сум напреднал во мојот христијански карактер. Дали од тогаш до сега нешто се променило? Може би си верник само 1 година, повеќето од вас сте верници повеќе, може би си верник 10 години, 20, не знам. Но запрашај се, дали се уште може би негувам во мојот живот некои пороци со кои што требаше одамна да се справам? Дали се уште може би се борам со цигарите, или со коцкањето, или со пиењето? Дали се уште ми е тешко да доаѓам на молитвени состаноци? Дали после 10 години се уште не ме гледаат моите браќи и сестри на молитвен состанок? Запрашај се, дали после 10 години се уште не сум одлучил да се крстам? Се уште доаѓам на црква, ама викам рано ми е. Запрашај се, дали после 10 години се уште не си спремен да служиш во црквата и се уште велиш, не овој пат, пасторе, ај може понатаму. Дали се уште не си подготвен да отвориш богослужба? Или се уште ти е тешко да сведочиш на некој за Христос и да му кажеш дека си христијанин и следбеник Христов? Постави си ги овие прашања. И одговорите на овие прашања ќе ти помогнат да разбереш дали си пораснал духовно или си зацементиран христијанин. Јас не би сакал да спаѓаш во оваа категорија на христијани, кои што ќе ги наречат зацементирани, кои што и после 10 години тие не мрднале од место, кои што после 10 години се уште се на исто ниво, после 10 години се уште си таму каде што си на почетокот. Во тој случај, тогаш кај тебе нема духовен растеж. Но не заборавај, во книгата Откровение вели дека во огненото езеро ќе завршат не само идолопоклониците, ти можеш ќе си кажеш, добро да јас не сум идолопоклоник. Не само прелюбодејците кажеш, добро да јас не сум прелюбодеец. Не само убијците кажеш, јас никого не сум убил, јас сум си добар христијанин, немам грев. Таму вели и страшливците, и оние кои што се плашат да исчекорат, оние кои што се плашат да напредуваат, оние кои што се плашат заради Христос да прават жртви, кои што се плашат заради Христос да се одрачат од некој нешто. Библијата вели дека и тие луѓе исто така не се одобрени во Божите очи. Затоа нека Господ ни помогне на сите нас да напредуваме, а да не останеме зацементирани христијани. Амин. Хајде да се исправиме.